Во Скопје им се оддава почит на загинатите во пожарот во клубот Пулс во Кочани. Бројни граѓани палат свеќи на плоштадот Македонија во чест на починатите во ужасната трагедија. Денеска во Кочани, Штип, Облешево и Скопје се одржуваат погребните церемонии за починатите во пожарот. Погребната церемонија во Кочани, од каде потекнуваат и неголемиот дел од починатите, се одржа во 12 часот. Со неа чиночелствуваше поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. На 16 март утрината околу 2 часот и 35 минути избувна пожар во клубот Пулс во Кочани за време на концерт на групата ДНК. Во пожарот загинаа 59 лица, меѓу кои 8 члена на групата. Меѓу загинатите има 6 лица со возраст под 18 години. Највозрастниот загинат има 48 години. Во пожарот беа повредени над 180 лица кои се згрижени во болници во земјава и странство. Во државава во моментов се лекуваат 72 пациенти. Надвор 101 пациент, додека 3 лица веќе се пуштени на домашно лекување. Во Кочани денеска се погребани 31 лица од 59 колку што загинаа во пожарот во дискотеката Пулс во неделата рано наутро. Останатите жртви беа погребани во Скопје, Штип и Облешево. Погребната церемонија во Кочани започна напладне, со неа чиночелствуваше поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. Церемонијата на давање последна почит се одржа по посебни протоколи. Со починатите, од кои голем дел млади лица, се простија членови на нивните семејства, роднини, нивни сограѓани. Најоколу местата на погребите беа распоредени поголем број на лекарски тимови и вода за пиење. Погребот го следеа медиумски екипи од земјата и странство. Во Скопје денеска беа погребани членовите на бендот ДНК кои починаа од пожарот. Пејачот на бендот Андреј Ѓорѓиевски е погребан на градските гробишта во Бутел. Членката на бендот и професорка на факултетот за музичка уметност Сара Пројковска на гробиштата во Лисиче. Погребот на младиот музичар од Струмица, тапанар на бендот Ѓорѓи Ѓорѓиев е на градските гробишта во Струмица. Во Штип се погребани Филип Стевановски, Александар Коларов и Александар Ефремов, кои исто така беа дел од бендот. Во пожарот во дискотеката во Кочани загинаа 59 лица на возраст од 16 до 48 години. Најголем дел од починатите се на возраст од 24 и 26 години, покажуваат податоците од Институтот за судска медицина доставени до основното јавно обвинителство. Според официјално објавените податоци, 6 мина се на возраст од 21 година. На возраст од 18 и 36 години загинати се по 4 лица. На 16 годишна возраст загинати се тројца, исто толку и на 17 годишна возраст и на 25 години. Починатите во пожарот во Кочани денеска се погребани на вечните почивалишта во Кочани, Штип, Облешево и Скопје. Трагичната несреќа се случи рано неделата во дискотеката Пулс, каде настапуваше групата ДНК. Во несреќата животот го загубија и голем дел од членовите на групата. Црвениот крст продолжува и понатаму со сите механизми за хуманитарна помош за настраданите граѓани и нивните семејства. До сега се обезбедени вкупно 34.836.205 денари. Средствата се наменети исклучиво за поддршка на настраданите во пожарот во Кочани. Повикуваат и понатаму сите заедно да ја покажеме нашата хуманост и солидарност за обезбедување помош за настраданите семејства преку сметка на Фондот на солидарноста на Црвениот крст на Република Македонија, со назнака за помош за настраданите граѓани во пожарот во Кочани, преку донации со повик на телефонските броеви на Македонски Телеком и А1 Македонија, 143 400 донација од 100 денари од телефонски повик и преку онлайн донации. Вчера околу 21 часот и 25 минути во СВР Скопје е пријавено дека во градскиот парк во Скопје има огномет и не се почитува одлуката на владата за 7-дневна жалост. Веднаш е постапено од страна на полициските службеници на СВР Скопје и утврдено е дека во угостителски објект во градскиот парк била организирана роденденска прослава, при што од страна на двајца 18 годишници од Скопје бил запален огнометот. Тие се лишени од слобода и задржани во полициска станица во врска со
член 387 од Кривичниот законник, а по документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од полицијата. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.